Амбасадорите на Соединетите Американски држави, Велика Британија и Холандија, Чарлс Герет, Джес Бейли и Ваутер Пломб, со засукани ракави, ја предводаа групата од екологисти волонтери, кои денеска го чистеа кеот на Вардар. Акцијата, која беше во организација на пивара Скопје, амбасадата на Кралството Холандија и компанијата Пакомак, се организираше под мотото Clean Up, Tweet Up, со цел да се подигне јавната свест на граѓаните за важноста од одржување на природата чиста. Ова е трета поред волонтерска екоакција. Претходно се чистеше брегот и водите на езерото Матка, како и кеот на Вардар. Амбасадорот на Кралството Холандија, Ваутер Пломб, истакна дека денеска собира отпад, за да даде личен пример за другите. Многу ми е драго што толку луѓе се вклучија во нашиот Clean Up, Tweet Up, а исто така ми е драго што дел од представници од власта се исто така денеска со нас. Мислам дека сите имаме свој удел и сите можеме да направиме нешто во врска со намалувањето на отпадот. Властите треба да обезбедат повеќе контейнери, повеќе можности за селектирање на отпадот и за негово собирање и потоа процесирање. Граѓаните треба заедно со бизнис заедницата да сторат се што е во нивна можност да ја намалат количината на отпад и да не фрлаат отпад насекаде. Зошто токму амбасадорите го чистат кеот на Вардар? Дали Скопје е нечист град и каква порака со оваа акција сакаат да пратат до македонците, го прашавме и првиот човек на градот Петре Шилигов, кој одговори дека пораката е испратена до него, но и до сите граѓани на Скопје, да го одржуваме кеот на Вардар чист. Чувствувам дека тоа порака и до мене како градоначалник и до вработените во комунална хигиена, меѓутоа и до сите нас кои што сме граѓани на Скопје, бидејќи отпадот го создаваат луѓето. Градот Скопје во рамките на реорганизацијата на комунална хигиена веќе започна и да функционира посебна бригада, да ја наречам, од 35 вработени, чие што единствена работна задача ќе биде чистење и одржување на кеот во беспрекорна состојба. Очекувам дека со секојдневната таква нивна работна ангажираност во догледно време ќе го вратиме сејот на кеот на реката Вардар и во еколошка, меѓутоа и во естетска смисла, онаков како што заслужува да биде. Логистичката поддршка за соодветен транспорт, селектирање и рециклирање на собраниот отпад беше задача на Пакомак. Во Македонија годишно се генерираат околу 700.000 тони отпад, од кои некаде околу 100.000 тони или околу 16-17% е амбалажен отпад, кој има потенцијал да не се депонира на депонии, туку наместо тоа да биде рециклиран. Една од нашите активности е и подигање на јавната свест меѓу граѓаните за потребата од селекција на отпадот. И оваа акција е во таа функција.